Ја слушате програмата Низ Светото Писмо. Драги пријатели, денес ќе ги обработиме последните две глави од книгата Излез. Ако имате Библија со себе, ќе ве замолам да ја отворите кај овој дел од книгата и да ги читате стиховите заедно со мене. Денешното е последно проучување посветено на старозаветната книга Излез. Според мене, ова беше едно од најбогатите проучувања кои ги имавме досега. Се надевам дека и вас ви беше од корист. Додека ги читав и коментирав овие стихови, навистина почувствував дека Бог ми зборува и ме благословува преку книгата Излез. Некој можеби ќе праша, како Бог те благослови преку проучување на книгата Излез? Одговорот е релативно едноставен. Духовните вистини кои се презентирани во неа беа од големо значење за израелците, но истите имаат примена и за нас денес. Книгата Излез е релевантна и за нас денес и има што да се научи од неа. Не само вие како слушатели, но и јас научив многу важни вистини додека ја читав. Едно од најубавите нешта во животот е читањето и проучувањето на Библијата. Со ништо на светот не би го заменил тоа. Книгата Излез ми е многу важна, бидејќи читајќи ја, добив подобро разбирање за тоа колку голем и прекрасен е Господ. Се надевам дека го има истиот ефект и врз вас. Глава 39 започнува со описот на одеждите кои беа направени за првосвештеникот. Вие кои ги слушавте и претходните предавања за оваа книга, ќе се сетите дека еднаш веќе ги прочитавме упатствата поврзани со првосвештеничката одежда. И затоа нема повторно да ги читаме сите тие информации. Претходно ги искоментирав и боите на материјалите кои се користеа за одеждата и нивното значење. Па затоа сметам дека нема потреба повторно да ги кажувам тие нешта. Стих 1. А од сина, пурпурна и црвена волна, направија одежди за служба во светилиштето. Му направија и свештени одежди на Арон, како што му беше заповедал Господ на Мојсей. Во некои преводи, наместо свештени, стои свети одежди. И тоа навистина беше така. Ова беа свети одежди, бидејќи се користеа за служба и слава на Бог. Направија ефот од злато, од сина, пурпурна и црвена волна и од пресукан лен. Патем, предпоставувам забележавте дека во книгата Излез често се користи изразот пресукан лен. Станува збор за одреден вид обработка на ленот, кој е подобар и изгледа поубаво во споредба со обичниот. По првите 7 стихови од оваа глава е опишана изработката на ефодот. Потоа, од 8 до 21 стих можете да прочитате за изработката на надградникот. Ке се сетите дека во една од претходните глави Бог му кажа на Мојсей дека одеждата на првосвештеникот треба да биде за слава и чест, што значи дека треба да се посвети особено внимание при незината изработка. Во стих 30 од оваа глава пишува дека на еден дел од првосвештеничката одежда имаше и златна плочка на која пишуваше Светиње Господова. Секој аспект од изградбата и функционирањето на шаторот требаше да ја пренесува таа порака, дека Бог е свет и дека народот е повикан да живее свет живот. Во наредните минути сакам да размислиме за облеката или одеждата на првосвештеникот. Се прашувате зошто? Одговорот е, првосвештеничката служба и се што беше поврзано со неа е еден вид предслика на Христос, нашиот првосвештеник. Ке се обидам да ја објаснам првосвештеничката облека која Арон ја носеше. Прво, основниот дел од облеката беше сосема ист како онаа на другите свештеници. Арон носеше наметка направена од лен. Сите кои служеа во шаторот на себе имаа пресукан египетски лен. Облеката на свештениците беше доволно долга, за да не се гледа нивната голотија додека служат. Тоа им беше неколку пати напоменато од страна на Бог. Во текот на целата година, свештениците ја носеа таа облека, а Арон врз неа имаше уште неколку важни делови по кои се разликуваше како првосвештеник. Ленената наметка за која читаме и размислуваме е символ за праведноста. Во Исаија 52:11 Господ вели дека оние кои му служат и му се посветени треба да бидат чисти. Тој принцип се уште важи. Не ми се верува дека Бог сака да ги ползува за своја слава оние кои свесно и постојано живеат во грев. Без разлика колку е некој познат или талентиран.
ако таа личност не живее свет живот, Бог нема да ја ползува за негова слава и за ширење на неговото царство. Секој кој сака вистински да му служи на Бог и таа служба да биде благословена, ќе треба да ја земе на себе Христовата праведност и да живее праведен живот. Тоа е основната лекција која ја учиме од ленената наметка на свештениците. Пред малку спомнав дека еднаш во годината првосвештеникот влегуваше во светињата на светињите. Тоа беше денот познат како Јом Кипур, еден од најважните денови во годината за израелците, бидејќи во тој ден првосвештеникот принесуваше жртва за гревовите на целиот народ. Која е важноста на сето ова за нас? Првосвештениците во Стариот Завет се предслика на Господ Исус Христос. Тој дојде на оваа земја, за да се застапува пред Бог Отецот во името на целото човештво. Дојде како човек, се отелотвори како бебе. Евреите очекуваа дека ќе дојде како цар, но тој прво дојде како бебе. Но, за разлика од првосвештеникот кој секоја година принесуваше животински жртви, Господ Исус се принесе сами од себе, еднаш и за секогаш. Патем, кога велиме дека Исус умре, тоа не значи дека престана да постои, туку доживеа физичка смрт и делумна одвоеност од Отецот. Сето тоа имаше една цел. Бог Отецот им отвори врата на грешниците да се помират со Него. Знам, можеби некој од вас не можат целосно да го сватат ова. И можам да се поистоветам со вас. Ова е мистерија и не може целосно да се објасни. Но доколку верувате во неа, сигурно ќе ви го промени животот. Сите делови од облеката на првосвештеникот, кои се облекуваа врз ленената наметка, беа навистина прекрасни. И многу сакам да имав можност да го видам Арон како ги носи врз себе. Во глава 39 пишува дека овие делови беа направени од скапоцени материјали и камења. На раменјата имаше 2 скапоцени камења и на нив беа напишани имињата на 12 израелски племиња. Како што Господ Исус, како добар пастир, не носи на своите рамења, така и првосвештеникот ги носеше израелците на своите рамења кога влегуваше во Божјото присуство. Треба да бидеме благодарни на Отецот што ни даде таков спасител кој се грижи за нас и се застапува за нас. Надградникот е уште еден дел кој првосвештеникот го носеше врз себе. Според мене, станува збор за нешто што изгледа како елек и на него имаше 12 скапоцени камења. Сигурен сум дека изгледаше навистина величествено. На него имаше и нешто како джеп, во кого беа поставени 2 камења, Урим и Тумим, кои му помагаа на свештеникот во носење правилни одлуки. Искрено, не знам како функционираше тоа со Уримот и Тумимот, но тоа што е важно да го знаеме е дека и на самиот надградник првосвештеникот ги носеше имињата на племињата запишани на секој од скапоцените камења. Тоа е символ за тоа дека и Исус не носи во своето срце, бидејќи не сака. На долниот дел од ленената наметка на првосвештеникот беа поставени златни звончиња. Секогаш кога првосвештеникот влегуваше во светињата на светињите, другите свештеници можеа да го слушаат однадвор дека е таму. Не само тоа, туку и народот кој стоеше надвор од дворот на шаторот можеше да го слушне. Сите можеа да го слушнат првосвештеникот дека е во најсветото место, дека служи и се застапува за нивните духовни потреби. Како што народот можеше да биде сигурен дека тој се грижи за нив и нивните потреби, така и ние можеме да бидеме сигурни дека и Господ Исус се грижи за нашите потреби и постојано се застапува. Токму тоа треба да биде целта на славењето и обожавањето од библиска перспектива, да не приближи поблиску до нашиот Господ и во сето тоа на другите треба да им биде јасно на кого му служиме и кому сме посветени. Тоа не значи дека треба да се фалиме со тоа што сме во служба, но како што звончињата им даваа на другите до знаење дека првосвештеникот служеше, така и нашите дела и зборови треба да сведочат за тоа дека ние му припаѓаме на Бог и му служиме нему. Правејќи го тоа, ние ќе им помогнеме на другите подобро да го спознаат Бог. А преку молитвите, проповедите, музиката и се останато, ќе им помогнеме да дојдат во негово присуство. Со неговата служба, првосвештеникот им даваше на другите до знаење дека Бог е свет, милостив, прекрасен и достоен за слава. Се надевам дека нашите животи и службата која ја вршиме за Бог ќе пренесе истата порака. Нека даде Бог со се што правиме, да можеме на другите да им покажеме дека тој е голем, свет,
достоен за слава и почит. Еднаш после проповед ми прииде човек и ми рече: не знаев дека Исус е толку прекрасен. Тој не свати дека Исус е прекрасен поради моите дарови или вештини. Туку бидејќи Светиот Дух ја искористи мојата проповед да му го открие Исус како прекрасен. Тоа треба да биде целта на нашите животи. Да им покажеме на луѓето дека Господ Исус е прекрасен и тоа да ги привлече кон Него. Немам ништо против сите помошни средства кои се користат во црковните згради, поради кои богослужбите се попријатни, како за оние кои ги водат, така и за луѓето кои присуствуваат на нив. Но се што правиме во црквата, секое ново парче технологија која го користиме, за да ги подобриме богослужбите и активностите, треба да има една цел. Звончињата да задзвонат, односно луѓето да знаат дека се грижиме за нив, дека се застапуваме за нив и дека сакаме да им помогнеме да дојдат во Божјото присуство. Едно од најтрагичните нешта кои можат да ни се случат во црквата е луѓето да служат, да се трудат, да бидат вклучени во активности, но звончињата да не звонат. Односно другите да не бидат свесни дека главната цел на се што се прави е Божјата слава и помирувањето на Бог со луѓето. Дел од ефодот на првосвештеникот беше и златната плочка на која пишуваше Светиња Господова. Со други зборови, тоа значеше дека самата одежда беше посветена за служба на Бог, кој е свет и кој бара светост од сите луѓе. Зборот свет значи одвоен. Кога велиме дека Бог свет, под тоа мислиме дека е одвоен од гревот. А кога велиме дека некој човек или предмет е свет, под тоа мислиме дека е одвоен за слава на Бог. Светоста е една од најважните теми во христијанската вера. А за жал живееме во време во кое се помалку се зборува за неа. Да се верува во Бог кој е свет е навистина привилегија, но исто така е и одговорност да живееме свет живот. Еден од главните проблеми на израелците во Стариот Завет беше недостатокот на светоста. Тие немаа проблем да веруваат дека Бог е свет, но им недостигаше личната светост. Сакам да знаете, исповедањето на вера во Бог мора да оди рака под рака со светиот живот. Воспротивно ќе испадне дека го исповедаме Бог со устата, а го одрекуваме со делата. Секој кој се нарекува христијанин треба да ја има светоста како главна одлика во животот. А тоа се однесува на сите христијани, без разлика дали се луѓе кои се само посетители во црква или свештени лица. Повикот кон светоста е сеопшт повик за сите христијани. За жал, голем број луѓе паѓаат во замка и веруваат дека светоста е само за некои луѓе, особено за свештените лица, монасите и други кои целиот свој живот го посветиле во проучување и поучување на Светото Писмо. Сакам да знаете дека тоа е сатанска лага, и ако верувате во неа, време е да го промените своето мислење. Зарем мислите дека Бог сака само одреден број на луѓе да живеат свет живот, а на другите ќе им прогледа низ прсти? Таа идеја може да е интересна за слушање, ама не само што ја нема во Библијата, туку е спротивна на библиското учење. Во првото послание до Солуњаните, апостолот Павле пишува: ова е Божјата волја за вашите животи, да живеете свето. Светоста е повик и за вас денес. Ако исповедате вера во светиот Бог, време е да ја живеете таа вера и да ја покажете светоста во својот живот. Сами не можете да го сторите тоа и затоа ве охрабрувам да побарате од Бог сила за тоа. Глава 40. Божјата слава го исполнува шаторот. Ни остана уште многу малку време за обработка на глава 40 од книгата Излез. Во неја е запишан процесот на поставување на шаторот. Досега веќе неколку пати размислувавме за димензиите на шаторот, предметите кои беа поставени во него и слично. Секогаш кога столбот застануваше во пустината, тие го поставуваа логорот и шаторот. Слушнете што се случи првиот пат кога го поставија шаторот. Стих 34. Тогаш облак ја покри скинијата на собранието и се исполни скинијата со славата Господова. И Мојсе не можеше да влезе во скинијата, зашто облакот го засенуваше, и славата Господова ја исполнуваше скинијата. И секогаш кога се креваше облакот од скинијата, тогаш синовите израелски поаѓаа на пат. А кога не се креваше облакот, тогаш ни тие не поаѓаа, се до денот кога ќе се кренеше, зашто облакот Господов стоеше над скинијата дење и ноќе. Во облакот се појавуваше оган пред очите на целиот дом Израелов при сите нивни патувања.
Обидете се да ја замислите оваа сцена. Славата Господова се спушти во шаторот и го исполни. Ова беше навистина прекрасна сцена и навистина сакав да можев да бидам сведок на истата. Израелците се единствените луѓе кои ја има оваа привилегија да бидат сведоци на моментот кога Божјата слава се спушти во шаторот пред нив. Не само тоа, тие беа сведоци и на Божјото водство во пустината, кое се манифестираше преку столбот од облак и столбот од оган. Тоа значи дека не мораа самите да пресметуваат и мислат кога ќе тргнат и каде ќе се движат, туку Бог им кажуваше кога и како да го прават тоа. Тоа е навистина голема привилегија. Ние денес ја немаме таа прилика да бидеме сведоци на Божјото водство во таква форма. Но тоа не значи дека Бог не оставил сами и дека треба да се водиме според нашата лична мудрост, желби или убедување. Христос е главата на црквата и тој го испрати Светиот Дух да дојде на овој свет и да живее во оние кои се дел од црквата. Тоа значи дека не сме сами и дека Божјото водство е со нас, но во поинаква форма од тоа што го искусија израелците во пустината. Некои луѓе велат, ако имам некакво прашање или некаква одлука која треба да ја донесам, разговарам со локалниот свештеник и тој ми помага. Тоа може да звучи многу духовно и се разбира дека има моменти кога оние кои се духовни водачи ќе ни помагаат. Но сакам да знаете дека Бог не сака постојано да зависиме од други луѓе. Како што Бог им се објави на израелците преку столбот облак, така и нам денес не води преку Светиот Дух. Проблемот е што не сме доволно свесни за неговото присуство, дејствување и често не можеме да го препознаеме неговиот глас. Затоа, наместо само да се надевате дека некој друг ќе ви каже што да правите, обидете се да минувате повеќе време со Бог во молитва. Тоа е начинот на кој Бог често ќе ви говори и ќе ве води. За жал, се повеќе христијани ги запоставуваат овие важни благослови кои ни се достапни преку присуството на Светиот Дух. Да, потребна ни е црквата. Потребни ни се проповедниците, учителите, свештениците и другите црковни членови кои верно го следат Бог. Не сакам да го оспорам тоа. Но немојте да чекате на готово и секој пат да мислите дека другите треба да се трудат и да бидат блиску до Бог, за да ви кажат што да направите во одредена ситуација. Го имате Божиот збор, го имате Божиот Свет Дух. Ако го читате зборот, барајќи ја помошта на Духот, Бог ќе ви зборува и ќе растете во мудроста и знаењето. Ние денес немаме прилика да го видиме Божјото присуство во форма на столб од облак или оган, но достапно ни е на поинаков начин. Светиот Дух живее во сите кои исповедаат искрена вера во Христос и сака да ги води. Со тоа го завршуваме проучувањето на оваа прекрасна старозаветна книга. Книгата излез започна со бедната состојба во која се наоѓаа израелците, додека беа робови во Египет, а завршува со Божјата слава која се спушти пред нивните очи. Господовото присуство се спушти врз шаторот и ќе ги води израелците додека се во пустината, со цел да стигнат до ветената земја. Бог сака и вас да ве ослободи од робството на гревот, да ви го објави неговото присуство, неговата слава и да ве води во животот. Ако му дозволите, тој ќе го стори тоа. Книгата излез на вистина прекрасна и на сликовит начин ни кажува како Бог не спасува и води низ животот, како не избавува од земјата на робството и не води во ветената земја. До следното наше проучување. Бог нека ве благослови и чува. Слушнавте емисија од програмата Низ Светото Писмо. Можете да не слушате и преку мобилна апликација на нашиот YouTube канал и на сите познати подкаст платформи, како што се Google, Apple и Spotify. Ако ви се допаѓаат нашите програми, споделете ги и препорачајте ги на вашите пријатели. Бидете слободни да оставите свој коментар или да ни пишете на нашата имейл адреса nizsvetopismo@gmail.com. Следете ги нашите страни Низ Светото Писмо Македонија на Facebook и Instagram. Емисиите од оваа серија можете да ги најдете и на нашата веб страна ttb.twr.org.